Како ќе пресметаме боледување кога имаме пресметка на назад? Еве, например, имаме вработен кој треба да му пресметаме боледување. Ако наједноставно е вака, во тој ред прво да поставиме за целосна пресметка. Еве има нето плата 18.000. Во поединечна пресметка кликнуваме кај помош при боледување. Овде имаме една полиња во која треба да внесеме колку нето ако нема боледување. Значи имаме 18.000 за 160 часа. Ако беше со скратено работно време, ќе обнесевме за, например, 10.000 за 80 часа. Сега ги распределуваме овие часови на три полиња. Часови колку бил на работа, еве 48 часа. Фирмата бил 80 часа на боледување, 70%. И останатите 32 се плаќа друг орган. Купно 160. Овие 160 у однос се прикажува разликата у однос на вкупните часови на месецот. Кога вака сме ги распределили часовите и процентот, само кликнуваме спроведи. И се прави распределба на часовите на вредностите, на парите. Една напомена која се често случува кај корисниците. Овде, ако, например, часови редовна работа нема, значи не треба да се остави овака празно поле. Треба да се внесе барем 0, инаку нема ништо да се направи од математика. Значи вака треба. 0. И еве, например, 80 со 80. Спроведи. И еве другата пресметка. Сега и тука имаме проблем. Не, во ред мисля. Само да видам да. Ајде да видиме дали ни е во ред пресметката. TXT. Мопајнот ни е добар доказ дали ни е се во ред. Одлично.